Почитувани гледачи, вие сте со регионални завести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Инфраструктурни проблеми го кочат отворањето на модуларната болница во Тетово. Благ пат на новозаразени, но зголемен број на смртни случаи на пациенти заболени со COVID-19 од Тетово и Тетовско. Околу 300 повозрасни граѓани примиле вакцина во Гостивар. Пријавени 2 случаи на поблаги реакции, но без последици. Инфраструктурни проблеми го кочат отварањето на модуларната болница во Тетово. Фирмата која ја изработува модуларната болница добила рок од 5 дена од Министерството за здравство за да ги санира техничките проблеми. На отварањето на модуларната болница во Тетово се чека повеќе месеци. Фирмата која ја изработи модуларната болница во Тетово има рок од 5 дена за да ги санира инфраструктурните проблеми кои го кочат отворањето на истата. Веќе подолго време се очекуваше отворање на болницата со оглед на тоа што во Тетово и околината има голем број на население, а градот не беше исклучок во листата на места каде што бројот на новозаразени секојдневно е висок. Од менаџментот на клиничкиот центар во Тетово вела дека вчера се одржал состанок со представници од Министерството за здравство пошто се одредил рокот за поправање на грешките и конечно пуштање во употреба на болницата. Вчера е направено примопредавање на објектот од страна на фирмата, Министерството и МИЕ. Има забелешки при примопредавањата спрема работите на фирмата. Дадена им е рок за 5 дена да се санира тие грешки што се направени при изградба на истава модуларна. Се чека, значи, после 5 дена и да почне и централното снабдување со кислород на истото модуларна болница. Електричната енергија и водата се пуштени, а по санирање на инфраструктурните проблеми најавено и обезбедување на централен систем за кислород за болницата. Сме во контакт со фирмата, фирмата што може да ги стави во употреба системот, централниот систем на кислород, ни рече дека за 2-3 дена може да се постави системот за кислород, пошто веќе системот ни доаѓа до инфективно овде и е многу блиско за да се поврзе. Модуларната болница зафаќа простор од 590 метри квадратни и располага со 35 легла, лабораторија, чекална и тоалети. Доколку нема дополнителни проблеми, се очекува следната недела да биде пуштена во употреба. Се бележи благ пат на бројот на новозаразени, но зголемен е бројот на смртни случаи на пациенти заболени со COVID-19 од Тетово и Тетовско. Тешката клиничка слика е се повеќе застапена и кај помлади пациенти на кои состојбата за кратко време им се влошува. Лекарите уште еднаш апелираат на исклучителна внимателност и почитување на мерките. COVID-19 е тешко излечива болест, граѓаните мора сериозно да го сватат тоа. Лекарите повторно со апели за почитување на препораките, бидејќи како што велат, во овој бран поголем е бројот на помлади пациенти кои имаат компликации од болеста и тешка клиничка слика. Во клиничката болница Тетово во моментов има 41 хоспитализација и се забележува благ пат на бројот на новозаразени лица, но во Тетово и Тетовско е зголемен бројот на смртни случаи. Овие 2 недели имаме, фактички овие 3 недели имаме поголем број на помлада или средна популација, би рекол, некаде од 38 до 55 години, што не беше ситуација во ноември кога го имавме пикот. Значи, за жал сега имаме и помлади и овие 2 недели значи, имавме зголемување на бројот на починати во споредба со претходните 3 недели кога имавме зголем број на прием и нови случаеви, така да последиците на таа што беше, значи зголемен број нови случаеви ги имаме сега овие 2 недели. Според тоа што го гледаме и бројките што ни се секојдневно, изгледа дека иде на подобрувањето на ситуацијата.
голем број од пациентите се со други коморбидитети, тоа потешки, некои се со бајпас, некои се со болести од тироидна жлезда, некои се со претилност, со прекумерна телесна тежина, така да све ова го отежнува лечењето на ковид пациенти. Во споредба со ноември, сега имаме случаеви кога пациенти од кога се диагностицирани ковид позитивни доаѓаат у болница, значи за 3-4 дена. Порано беше цела недела некако позитивните изолирани, па со некоја терапија домашна, па ќе ни доаѓаат у болница. Сега значи имаме една побурна клиничка слика и полошо, значи подраматично, така да има разлика од ноември, да, има. Се уште имаме еден период каде што треба сите граѓани да внимаваат и да ги почитуваат мерките што ги даваме ние. Бројот на амбулантски прегледи натаму е околу 60 пациенти дневно, но за среќа сега доаѓаат пациенти со полесни симптоми, отколку периодот пред 2 до 3 недели. Амбулантски прегледи се уште има над 60, но повеќе од нив се со полесна клиничка слика. Тоа што не беше пред 3-4-5 недели, некаде кога имавме и ги најавуваат лекарите кои што биле амбуланти дека ситуацијата ќе ни биде потешка. Така да сега имаме некако полесни пациенти, така да не мислиме дека ќе имаме нови така тешки случаеви. Али секако со голема предпазливост уште вреди тоа. Доктор Нуредини од ковид центарот вели дека болницата има доволно капацитети за да ги менаџира хоспитализациите. Сепак најважно е почитувањето на мерките и заштитата на граѓаните, бидејќи како што вели тој, COVID-19 е сериозна болест за која се уште нема еден специфичен лек. Вакцинацијата против ковид во Гостивар се одвива непречено, велат одговорните во вакциналниот пункт. До сега вакцина примиле околу 300 граѓани од повозрастните категории, а пријавени се 2 случаи на поблаги реакции кои поминале без последици. Имунизацијата против ковид на повозрастното население во Гостивар тече според планираното, оценуваат надлежните. На вакциналниот пункт кој работи секој ден од 8 до 16 часот, до сега се вакцинирани околу 300 граѓани. На почетокот дозите беа наменети за највозрастните, над 77 години, а сега, согласно насоките од Министерството за здравство, возрастната граница е спуштена. Во однос на несакани ефекти по примањето вакцина пријавени се 2 случаи со поблаги реакции кои поминале без последици, додека пријави за посериозни проблеми нема. Отприлика околу 300 души до сега се вакцинирани. Прво беше старосната граница над 77 години, но постепено од Министерство за здравство ни јавија и сега веќе можеме да вакцинираме граѓани кои што се заинтересирани или кои што сака да ја примат вакцината AstraZeneca. Ова вакцина ја даваме сега во моментов овдека и над 60 години. До сега не е пријавен ни еден случај на несакана потешка реакција, да кажам. Само околу 2 случаи имавме со блага покачена температура во рок од 24 сати, која што после тоа со примена на аналгетици, поготово парацетамол, да нагласам и тоа треба да се пие, значи се спуштила и после тоа све е во ред. Други несакани реакции до сега, што ми е големо задоволство, значи за нас е ново, не се пријавени. Гостивар во првата тура доби 500 дози вакцина од AstraZeneca и сите термини беа закажани на самиот старт на имунизацијата. Сепак има и примери кога граѓаните не се појавуваат на одредениот термин, па медицинските тимови ги подсетуваат или прават реорганизација за да нема застој во процесот. Поголем број доаѓаат на закажаниот термин, се случува некој да не дојде, но секогаш гледаме да бидеме рационални, затоа што се дозите, значи едно флаконче има 10 дози, да немаме расходи или фрлање на вакцина, да ја искористиме максимално, па знаеме да повикаме по телефон тие пациенти што се закажани наредниот ден или некој што сака да прими вакцина, кој што ги исполнува условите за примање на вакцина. Во спроведувањето на вакцинацијата асистираат тимови на Гостиварскиот Црвен крст, кои се ангажирани околу пополнување на согласноста, задолжителна за секој што доаѓа на вакцина. Документот содржи прашања за евентуални алергиски реакции на лекови, дали лицето моментално има симптоми на ковид, дали прима некоја терапија за постоечка болест и слично.
Денеска се бележи намалување на бројот на новозаразени лица и е некаде под 900, информираше министерот за здравство Венко Филипче. Тој најави дека на 28 април во земјава се очекува да пристигнат 200.000 кинески вакцини. Во однос на капацитетите во болниците, после онај еден мини, ке кажам, пик во смисла на голем притисок на почеток на неделата, после тоа бројките се мали. Денеска и вкупниот број на новодиагностицирани повторно бележи пат под 900, некаде околу 890, за кратко време ќе излезат и официјалните информации, меѓутоа тоа сето го гледаме и во болниците, како во Скопје, така и ширум државата. Навистина тој притисок кој што го имаше претходно го нема. Се уште има приеми и се уште сме внимателни, заради тоа што има голема бројка на диагностицирани пациенти на кои што може да им затреба болнички на третман, меѓутоа не е таква бројката на приеми како што беше пред една недела. Се надам дека овој тренд ќе продолжи и дефинитивно се ова знаци дека и овој бран стигнува. Следните вакцини на почеток на следната недела ги очекуваме од страна на компанијата Pfizer, според најавата на 19 10.000 вакцини, понатаму на 26 уште 10.000 и утрово потврдата од кинеската амбасада дека кинеските вакцини треба да ги очекуваме околу 28 април. Председателот Стево Пендаровски вчера беше во посета на вакциналниот пункт и на итната медицинска помош во Гостивар. Пендаровски се информираше за текот на вакцинацијата против ковид и работата и предизвиците на медицинскиот персонал. Председателот Стево Пендаровски вчера ги посети пунктот за антиковид вакцинација и итната медицинска помош во Гостивар, кои функционираат во склоп на здравствениот дом. Председателот Пендаровски изрази задоволство од покажаниот професионализам и пожртвуваност на целиот медицински персонал во изминатиот период, нагласувајќи ја потребата вакцинацијата да се одвива континуирано до целосна имунизација на населението. Личната одговорност на секој граѓанин е еден од предусловите за побрзо и побезбедно стекнување колективен имунитет, истакна председателот. Гостиварката Душица Кузмановска, која во тој термин ја прими првата доза од вакцината против ковид, порача дека сите треба да се вакцинираат за да го заштитат своето и здравието на другите луѓе. Јас сум спремна, откако рекоа дека треба да се вакцинираме, Од 24. Да, па сигурно. За моја сигурност, за сигурност на блиските, на сите околу, и препорачувам сите да се вакцинираат. Сите треба, и младите, и старите да веруваат. Тоа што вика некој што знае повеќе од нас. Директорот на здравствениот дом Јамин Синани го информираше председателот за моментално офатените таргет групи за вакцина, граѓани над 77 години, со постепено намалување на возрастната граница, која што веќе опфаќа лица над 60 годишна возраст. Пендаровски разговараше и со медицинските лица задолжени за спроведување на вакцинацијата, кои што истакнаа дека процесот се одвива непречено според календарот за имунизација. Со тимот на итната медицинска помош во Гостивар, председателот разговараше за нивната работа, капацитетите и предизвиците со кои што се соочуваат, особено за време на пандемија со COVID-19, бројот на интервенции и слично. Во однос на имунизацијата, персоналот е веќе вакциниран, со исклучок на вработените кои што се уште закрепнуваат од COVID. Во текот на изминатиот ден за неносење заштитни маски казнети се 15 лица од Тетово и 26 лица од Гостивар. Физички напади на жители од Тетовско, пријава за каснување од куќе скитник. Следуваат деталите од билтенот на СВР Тетово. Во текот на изминатото денонокие за неносење заштитни маски на вкупно 41 лица, 15 лица од Тетово и 26 лица од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 12 лица од Тетово и на 24 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државен санитарен инспекторат, а контроли им биле извршени на 580 лица од Тетово и 360 лица од Гостивар. Со вакви
вакви решенија и при тоа не биле констатирани непочитувања на истите. Во периодот од 20 часот на 14 април до 5 часот на 15 април 2021 година на подрачјето на СВР Тетово регистрирано едно прекршување во Гостивар на полицискиот час. Вчера околу 21 часот и 15 минути, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 52 годишникот Тетовско Джепчиште, кој половина час пред тоа во семејната куќа во Джепчиште физички го нападнал неговиот 27 годишен син. Се расчистува и документира случајот и против пријавениот ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 11 часот 44 годишен жител на Тетовски Челопек во СВР Тетово пријавил дека околу 11 часот во дворот пред семејната куќа физички бил нападнат од неговиот 84 годишен стрико, кој во пресметката користел и метален предмет. Нешто подоцна 84 годишникот се пријавил во СВР Тетово и се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 16 часот и 10 минути на улица Борча Јовановски во Гостивар, полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар привеле 24 годишен гостиварец, кој агресивно се однесувал кон нив и не носел заштитна маска. По документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 14 часот 49 годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека на улица Илинденска во Тетово бил каснат од куче скитник. Женскиот фудбалски клуб Шкендија од Тетово го заврши настапот во Купот на Македонија откако загуби со 3:2 од АС Юнајтед во четвртфиналето. Екипата на Шкендија не успеа да обезбеди пласман помеѓу најдобрите 4 екипи во женскиот фудбалски куп на Македонија, откако загуби од АС Юнајтед од Струга со 3:2. Илза Максути во 35-та минута ги доведе гостинките во водство од 1:0, но во продолжение се дуваше комплетен пресврт. Афродита Салихи два пати беше прецизна од пенал во 48-та и 52-та минута за водство на Шкендија од 2:1. Сепак до крајот на надпреварот АС Юнајтед успеа да забележи победа и да обезбеди пласман во полуфиналето. Головите за победа беа дело на Илза Максути во 56-та и 67-та минута. Многу сме среќни што бевме полукуп и многу леговме на утакмица со една желба за да победиме. И среќни сме што победивме и што дадов 3 гола. Добри беа и тие, не можам да кажам дека беа лоши, но среќата така сакаш. За екипата на Шкендија до крајот на сезоната остануваат само активностите во првата женска фудбалска лига на Македонија. Таму екипата на Шкендија речиси го има обезбеден обстанокот во лигата, а следниот првенствен надпревар ќе го одигра во сабота на домашен терен против Борецот Велес.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.